Додека стрелките на часовникот се поместуваат напред и започнува летното сметање на времето, за родителите на загинатите во трагедијата во дискотеката Пулус во Кочани, времето останува исто. И оваа сабота ќе се одржи 39-тиот марш за ангелите во Кочани, со почеток во 16 часот и 5 минути, каде родителите и блиските повторно ќе побараат правда за своите деца. Тие бараат целосно расветлување на случајот и одговорност за системските пропусти, што возможеле дискотеката да функционира спротивно на безбедносните пропусти. Од Сдруженијето 16 март 2025 Кочани вела дека трагедијата во Пулус останува силно помена за институциите и за потребата од доследно почитување на безбедносните стандарди. Додека светот го поместува часовникот напред, додека деновите стануваат подолги и светлината трае повеќе, за нас времето стои. За некого ова е почеток на пролет, на движење, на живот, на планови. За нас продолжение на тишина што не поминува. Надвор има повеќе светлина, во нас истата темнина. Но веруваме дека оваа светлина нема да биде само во денот, туку и во вистината. Дека пролетта нема да донесе само топлина, туку и правда. Дека конечно ќе се симне мракот што веќе цела година демне е над Кочани. Бараме целосно расветлување на случајот и одговорност за системските пропусти кои дозволиле дискотеката да работи спротивно на безбедносните пропусти. Трагедијата во Пулус Кочани останува силна порака за потребата од строга примена на безбедносните стандарди во јавните објекти и одговорно постапување на институциите. Стои во сопштенијето на Сдруженијето 16 март 2025 Кочани. Инаку минатата недела се одржа годишнината од големата и страшна трагедија во Кочани, во која 63 лица го загубија животот, а околу 200 беа повредени. Со 3-дневна програма беше одбележана истата, а стотици граѓани дојдоа за поддршка.